Верувам, позната ви е она интересна случка, запишена во Броеви 22 глава, каде што опишен еден разговор, еден настан меѓу еден пророк, во тоа време очигледно познат пророк, пагански, од Месопотамија, и неговото магаре. Повод за таа случка е загубите кои ги трпи моавскиот цар Валак. Не може да го победи Божиот народ. Слушнал дека таму од исток некаде има познат пророк, така успешен, и го кани. Доаѓајќи Валаам на неговата магарица, качен, на запад, кон Моавската земја, Бог го попречува патувањето, меѓутоа Валаам, нечувствителен кон Божиот збор, кон Божјата волја, упорно го тера магарето, го тепа и на крајот, веќе во еден момент, самото магаре, или пише дека Бог ја отврза устата на магарето и магарето му рече на Валаам: "Што ти направивте, веќе ете трет пат ме тепаш." Секако ова не е басна, целта на авторот не е да ни прикаже една басна, тоест преку басна, преку специфична литературна форма, во која животните говорат, да не кажа вистина за Бог, тоа е вистински настав, кој има за цел да ни покаже дека Бог може својата волја, својот збор да го открие, дури и преку животните. Целосната контрола на Бог во се, Божиот суверенитет. Тој може и преку злиот, и преку злата намера на злобниот, повторно да ја каже својата волја. Дури понатаму, кога пристигна конечно Валаам во пустинята таму, во Моавската земја, и побарање, платен од Валак, и отвараше уста да го проколни Божиот народ, и загова благослови, зашто неговата уста беше контролирана од Бог. И нешто слично можеме да видиме и во продолжението на текстот на Евангелието според Јован, кога првосвештеникот од сосема други мотиви, негови зли, себични, политички, изрече смртна пресуда кон Христос. А во исто време, не знаејќи, го даде најголемото откровение што може да се даде, дека подобро е Христос да умре, отколку да умре народот. И тој рече, поарно е еден човек да умре за народ, отколку сиот народ да пропадне. И потоа Јован вели, и тоа беше Божјото откровение. Преку злата намера на Кајафа, првосвештеникот, Бог го откри Евангелието, добрата вест. Злата намера или злиот збор всушност во себе содржаше добра вест. Добра вест за патнатото човештво. Ајде да се подсетиме малку како, каде се случува тој настан. Целата 11 глава до овој момент го опиша последното, седмото чудо во Евангелието според Јован, кулминационото чудо, кое беше исполнување на сите претходни откровенија што ги даваше Христос за себе, како Синот Божи, пратен од Отецот, Месијата, да донесе спасение, светлината на животот, водата, живата вода, лебот на живот и така натаму. Тоест, се случи воскресението на Лазар, кој 4 дена беше во гроб, и на тој начин се откри, Христос, на вистина како воскресението, оној кој што враќа од живот, од смрт во живот, дава вечен живот. Добриот пастир кој дава живот во изобилство. Целата 11 глава гледаме како е исценирано од самиот Бог. Христос со учениците отаде Јордан, доаѓа веста за болеста на Лазар, меѓутоа тој чека 4 дена после смртта, кога веќе сите сомнежи за неговата смрт се решени, и излегува мртвиот Лазар од гробот. Тој настан го гледат многумина, посебно тука се вклучени оние кои дошле во домот на Марта и Марија да ги утешуваат, пријатели. И кој е резултатот на сето тоа? Она за кој што и Христос се помоли. Пред да го повика Лазар, да излезе од гробот, тој јавно се помоли.
И рече, дури јасно рече, зошто го прави тоа. Гласно се помоли за да разберат сите дека сето тоа се случува за луѓето да видат дека тој е испратениот и да поверуваат. И резултатот на тоа чудо беше навистина вера. Мнозина од тие јудејци што беа дојдени таму поверуваа. И тоа е Јовановиот начин да каже дека луѓето поверуваа. Таа фраза тој ја користи честопати, дека тие луѓе поверуваа во Христос, дека е Месијата, дека е испратениот, дека е Синот Божи. И тоа е добар приказ на Божјата благодат. Тие луѓе не беа дојдени таму заради Христос. Тие не ни знаеа дека Христос ќе дојде. Тие беа таму да ги тешат Марта и Марија. Дојдоа, или како што вели Џон Райл, дојдоа со милосрдие како милосрдни, а добија милост. Не го бараа Христос, но Христос ги најде. И по продолжение, како примена вели Райл, секогаш кога сме тамо каде што треба да сме и го правиме она што треба да го правиме, ќе го добиеме она што не го очекуваме. Тоест, многу повеќе отколку што и ние се надеваме. Тие луѓе таму се сретнаа со Спасителот, бидејќи беа со добрите намери. Меѓутоа, не сите стигнаа до таа спасителна вера. Продолжува текстот, но некои од нив веднаш отидоа кај фарисеите. Отидоа кај фарисеите не за да ги евангелизираат, не за да им кажат, еве го најдовме Месијата. Тоа беа, како да кажеме, како агенти. Те веднаш отидоа на современ јазик кажено, во комитетот, таму каде што, кај власта, во владата, оние кои што ја држат власта во рацете, кај првосвештеникот, кај Синедрионот, зашто им беше познато непријателството кое што постоеше меѓу Синедрионот и Христос. Неколку пати досега тие се обидуваат да го фатат, да го замолкнат. Беа пратиле заповед за негово апсење. Сакаат да го убијат. Тоа уште пред да дојде Христос на празникот Сеници се знаеше дека за него има објавено некаква смртна пресуда. И тоа е намерата на тие луѓе. Тие се како некакви мизерни агенти кои се таму за да видат што ќе се случува и да отидат да донесат информација пред Синедрионот. Не поверуваа. Едно исто чудо видоа и тие. Истата порака ја слушнаа од Христос. Меѓутоа, кај едните имаше ефект на покаяние и спасение, кај другите имаше ефект на отфрлање на Христос. И уште повеќе се заостри таа конфронтација меѓу нив и меѓу Христос. Понатаму гледаме во продолжение на текстот. Тоа се случува секогаш кога Евангелието се проповеда. Тој двојствен ефект. Некои ќе поверуваат, некои ќе го отврлат. И дури, тука гледаме како една тенденција во Евангелието, секаде нели во Светото писмо, тие луѓе, тие фарисеи, садукеи, со многократното отфрлање на Христовото Евангелие стигнуваат до точка во која што веќе и не може да одговорат. Со секој одбивање на Евангелието, нивното срце стануваше потврдо и потврдо за Бог. И ова беше како некако последно чукање на нивните срца. И тоа го отврлија. И од тука гледаме една тажна слика на нивната состојба, на состојбата на човечкото срце. Зашто сцената ќе не префрли, Јован ќе не префрли од гробиштата, каде што имаме во таа тажна атмосфера во 11 глава радост, воскресение на Лазар. На гробиштата има радост, прославување и ќе не пренесе сега Јован во Синедрионот, кој во тоа време е центарот на духовната, политичката и судската власт. Таму тоа е и владата на Ерусалим, така извршната власт, тоа е законодавната власт, парламентот, тоа е судската власт. Така да тие ги носат законите, ги спроведуваат и судат, доколку некој не е според тие закони.
Се е концентрирано кај нив. И влада, и парламент, и правосудство. И реакциите што следат, во продолжение на текстот, покажуваат, ни откриваат што она што ги тера луѓето да ги носат решенијата во однос на Бог, какви што ги носат. Ајде да видиме како реагираат кога тие од гробиштата јудеи одат во Синедрионот за да им кажат што Христос направил, што се случило. Еве го, тој е тука, дојде од Јордан, реката Јордан. Отаде е реката Јордан. Рекоа, се собраа и рекоа што да правиме, и тоа не е добриот превод. Реакцијата повеќе било што направивме. Тоа е една самокритика. Кога ќе кажеме што направивме, тоа може да има позитивна конотација. Не знам, оние кои имат малку повеќе години, не многу, а кои памтат пред 10-15 години што се случувало, имаше еден кошаркарски надпревар, кога Македонија ја победи Литванија, таму на европско, во четврти финале, мислам дека беше, тројка даде капитенот ли беше Илиевски, не знам дали беше капитен, и пред камерите во еуфорија рече, леле што направивме. Радост. Овдека има една... тука се гради, или се билда така една атмосфера во која треба да се донесе радикално решение во однос на Христос. И затоа, што правиме, што направивме ние досега? С други зборови, ние ништо не правиме, а тој си прави. Тој си врши чуда, тој си ја тера неговата работа. Ама ние што направивме досега? Тоа е резултат на нашето бездејство. Требаше да превземеме порано чекори да го замолчиме. Што реално не одговора на вистината, зашто тие превзимаа многу чекори. Неколку пати се обидуваа да го фатат. Кога на празникот Сеници проповедаше во храмот, пратија полиција од храмот да го уапсат. И тие се вратија со празни раце и рекоа, ние го слушнавме ово што збори. Он не е обичен човек. Никој како него така не говорил. Многу пати се обидуваа да го фатат кога го излекува слепородениот дека ја крши саботата. Организираа повторен судски процес каде што фокусот на вниманието беше слепородениот и чудото врз него. И слепородениот успеа да им се спротивстави со теолошки аргументи дека тие не се во право. Многу пати тие се обидуваа, правеа се што можат. Меѓутоа, беа немокни. И тие требаше да признаат дека правеле и не успеваат, зашто на крајот на краиштата не е во нивни раце власта над Христос. Тоа беше очигледно. И кога овдека изнесуваат таква констатација, дека тој прави многу чудо, повторно се контрадикторни самите на себе, зашто самото зборче кој што го користат овдека за чуда, не е она зборче динамис или тераси, кој значи некакво надприродно дејство, туку дејство кое покажува, праќа порака. Или би го превеле зборчето Симеон како знак, како патоказ. Тој многу знаци, патокази прави. Дава сигнали кон луѓето дека тој е навистина Месијата. Неговите чуда, неговите дејства, тоа на воскресение е еден знак, како сообраќајно знак кој ни кажува дали да вртиме лево, десно, да застанеме. Така, чудата на Христос беа патокази, јасни знаци кои говореа за неговата божественост, за неговата мисија како Месијат и така натаму. И тие велат, тој прави знаци, се открива како Месијата, а ние ништо не презимаме. Требаше да преземат нешто. Самите да признаат дека тоа е Месијата. Да, мисле на нешто друго. Како да го спречиме, како да го замолкнеме. Треба да направиме нешто радикално. И велика многу знаци. Да, Јован само 7 решава да вклучи во Евангелието, иако на крајот вели дека многу други знаци направи кои сите книги на светот не може да ги вклучат.
Тоест, Христос постојано ги правеше тие знаци. Многу повеќе од колку што се напише. Било нешто редовно во неговата служба. И го гледаа сето тоа фарисеите и требаше да го преиспитат тоа непријателство против него. Нели се запраша, добро, еве, тој врши знаци, воскресна, човек од 4 дена бил во гроб. Што откриваат тие знаци за Господ Исус? Не сакаа да ја видат реалноста. Едноставно не сакаа да ја видат. Или не може. Нивните срца беа отемнина. Има еден коментар напишен од еден новинар, вели, кога немаме спремност да ги видиме работите какви што се, ништо нема да ни изгледа толку нереално, како она што е очигледно. Наочигледното ние нема да може да го прифатиме како реално. Голема е силата на неверието, која не тера да правиме глупости, сметајки дека го правиме најдоброто за себе или некаква прагма. И уште нешто, чудата како чуда, немат никаква сила. Да, тие пренесуваат некаква порака, тие се патокази, знаци, меѓутоа самите тие како сами по себе не можат да го осветлат човечкото срце. Тоа е факт. Колку чуда направи пред тие луѓе и тие пак останаа во темнината. Сеќавате кога во на парабола што Христос се раскажа за Лазар и богатиот, Лазар отиде во лоното, скутот на Авраам, богатиот во пеколот. И богатиот побара од Авраам да го прати, да му дозволи да оди кај неговите петмина браќа и кога ќе го видат воскреснат, како се враќа од смртта, да поверуваат и да не одат по неговиот пат и да завршат на крајот во пеколот. И Авраам му рече, ако тие не поверуваат на Мојсе и пророците, на Словото, тогаш и мртов да отиде, пак нема да веруваат. Чудото нема да заврши ништо. Бидејќи единствениот начин човек да биде изваден од таа ситуација е Словото, Божјото Слово, во кое работи Светиот Дух. Словото просветлува, уживено, уживотворено во нашите срца преку дејство на Светиот Дух. Тие не го слушаат Словото на Христос. И устануваат тие мотиви на слепиот човек, мотивите на поробениот во темнината, кој талка во целосното незнаење. Како реагираат? Кои се нивните вистински мотиви, уствари, за дејствата? Велат, ако го оставиме така, ако не превземеме ништо радикално, за да го замолкнеме, сите ќе поверуваат. Ето, ова хипербола, сите, цел Израел ќе тргне по него. Секо тоа има овдека реторика, која има за цел да ја представи ситуацијата како многу сериозна и многу страшна. Сите ќе поверуваат. И понатаму продолжува, и кога ќе поверуваат и ќе тргнат сите по него, римјаните ќе реагираат. Како? Со тоа што ќе ја одземат земјата. Се овдека зборчето преведено како земја не би требало да биде земја, туку местото би требало да биде, зашто не е зборот ге, што значи земја, или тука географија. Имам јас дома свидетелство од моите родители, во 50-тите години не се викала предметот географија, туку земјопис. И така им пишува во свидетелството, земјопис. Тоа е географија. И тоа зборчето за земја. Ако има во предвид фарисеите или Синедрионот Израел, Јудеја, тие ќе го потребат тој збор. Меѓутоа овде го потребам зборот топос, кој значи, да може значи физичко место, но место, локација. Но во риториката, какво што овдека користат овие, зборчето топос означува место. Како што ние честопати зборчето место го користиме во некаква општа смисла, како на пример, има ли место да направиме нешто? Или пак, кој е твоето место во службата или во црквата, како позиција, како служба? Тие значина се вложени овдека. И кога они говорат местото ќе ни го земат, мисля точно тоа место што они го имат во животот на еврејскиот народ. А кој е нивното место? Храмот,
службата во храмот и народот. Местото кај ни службата, а тоа место всушност е власт, привилегии. Евреите, за разлика од другите народи во Римската империја, имали привилегии како што немале другите. Римјаните, бидејќи знаеле дека еврејскиот народ е бунтуван, им дозволиле да имат храм, да имат своја локална власт, која имала прилично големи права, освен да носат смртни пресуди и да вршат екзекуции. Останатото било така некако во доменот на Синедрионот. Можеле да носат закони за кон луѓето, и секако духовната власт, да ги вршат свештено дејствата во храмот. И сето тоа носило привилегии. И кога велат, ќе ни го одземат местото и народот, всушност тие велат, власта ќе ни ја земат. Привилегиите, можностите што ги, местото ќе ни го земат, што ние го имаме овдека во Израел. Затоа треба да направиме нешто. Зашто очигледно е да се гледа дека мотивите од кои тргнуваат и реагираат луѓето во Синедрионот се чисто прагматични, немаат ништо, никаква врска со духовноста. Не ги интересира вистината. Ги интересираат само привилегиите. И тој нивен, така кажем, опортунизам што го покажува, ќе го видим јасно кога ќе го изнесат Христос пред Пилат. И кога Пилат ќе каже, што сакате вашиот цар да го распнам, тие како ќе одговорат? Не, ние немаме друг цар освен Цезарот. Па тие не го трпат Цезарот, не го сакаат Цезарот. Меѓутоа таму од чист клиентелизам, заради можностите што им ги дават римјаните во областта на власта, велат, не, само Цезар е нашиот цар и немаме друг. Иако нивната теологија вели дека Бог е единствено нивниот цар. Полни со прагматизам. И кога говориме, и тие своите решенија ги носеа водени од тој прагматизам. Што јас губам и што ќе добијам со некое решение. Не бе водени од вистината. И во односите со Бог се воде од тој прагматизам. Христос, смртта на Христос, што ќе ми донесе мене? Ќе ми носи власт. Да, ќе видиме сите нивни очекувања со таквите стратегии завршија во пропаст. Меѓутоа така размислуваа прагматички. И потоа рекоа, тоа е единственото решение да го убиеме. Така ќе ни остана, така ќе си ги зачуваме привилегиите овдека, меѓу народот. Зашто, ако го нема народот, на кого ќе му служиме? Тоест, над кого ќе ја практикуваме власт? Ако немаме власт, пак, што ќе ни е народот? Затоа треба да ги имаме и народот кој ни се покорува, и власта која ни ја дават римјаните. Знаете ли, прагматизмот е проблем за секој човек, па прагматизмот е проблем и за нас. Дали ние многу пати во нашиот живот не се водиме во носење на решение, дали ќе примениме учење, дали ќе покажеме послушност кон конкретно некоја вистина заповед, тоа што нас ќе ни носи. И дали не ги менуваме дори вистините, Божите вистини, од чисто такви прагматички причини, за да биде за нас, да бидат во наша полза, нас да ни вршат работа. Не толку како служене пред Господ, како послушност нему и на Словото, туку нас да нас задоволуваат, нашите потреби. Оние клетки што ги има во нас и кои целосно се наследени од Адам, а не новиот човек кој во нас е роден преку Светиот Дух. Прагматизмот се протега дури во немалите работи. И таму може да се протне. Во наједноставните одлуки во животот. И сега, тука има многу политика во овој текст. Денес е ден на избори, јас не сум го планирал така. Ке внимавам да не добијам вакво од ДИК ова пријава дека кршам
предизборен или как се изборен молк, така да нема да говорам за партиите, нашите, но има основни принципи овдека, зашто тие луѓе овдека, кои се разгледани во овој текст, се носители на политичката власт во Израел, во Јудеја. Од кои мотиви се водени тие луѓе? Прагматизам, опортунизам, конформизам, сето тоа е вклучено во нивните решенија кон Христос, кон Бог. Па ево кога сме веќе денес избори, колку од луѓето, колку проценти пред кутиите ќе застанат од чист опортунизам, а колку од некаква вистинска, од следење на вистината или убеденост во вистината. Колку од клиентелизам и можности што ќе ги добијат, а колку од вистински, од следење на вистината, едноставно вистината што верува дека тоа е вистина. И така во таа атмосфера во која се возбудуваат, нели, се една вознемиреност сега за делото, службата на Христос, еден од нив, и тоа првосвештеникот, рече и така доста арогантно, доста цинично, ништо не знаат, имате ли мозоци во тие глави. Да, така бил, како таков бил познат Кајафа, како еден типичен опортунистички садукеј. Синедрионот бил составен од 70 свештеници. Свештениците имаат различна, така да кажеме, теолошка во тоа време припадност. Имал две партии, ние ги нарекуваме, и така ги нарекуваат. Тоа се религиозни партии, меѓутоа се и политички по исто време. Садукеи и фарисеи. Садукеите се левицата, фарисеите се десницата. Така биле поделени. Садукеите се либерали. Не верувале во чуда, не верувале во воскресение, не верувале во Божиот суверенитет, дека Бог биле деисти, дека Бог е вклучен во животот на луѓето. Додека фарисеите биле многу конзервативни. Садукеите како либерали биле, така да кажеме, со современ израз, римо-интегративни. Нели сега има евроинтеграција, во тоа време имало римо-интеграција, тоест садукеите гледале на империјата како прогресивно движење, тоест како западен прогресивен систем кој носи добро. И затоа соработувале, биле во многу тесна соработка со римските управници, за разлика од зилотите, па кои биле трета, така, она екстремната десница, кои кревале восстание. И во тој нивен Синедрион, кој е некој вид парламент, имало, значи, имало две основни идеологии, садукејска и фарисејска. Но ќе видиме овдека, кога станува збор за власта и позициите, се едногласни. Сите едногласно ќе го донесат решението. Како типично за политичарите, нели, парламентите, до сега нема нито едно решение околу кое имало расправа, кога станува збор за привилегии на претениците. И ова не е политика што го зборам, ова се чисто социолошки коментари, не се политички. Зашто мене во винува дека со политика се занимавам. Не, тоа е социолошки, типично социолошки коментар. Така да, Кајафа, кој во историјата е опишан како голем опортунист, хипокрит, човек кој можел да игра многу добро со римската власт, садукеј, скоро 20 години е останал да биде првосвештеник. Во тоа време првосвештениците биле бирани од римската власт, од римските управници кои управувале со Јудеја. Во времето на Кајафа бил Понтиј Пилат. Пред него има еден, како се викаше, тоа е пред Понтиј Пилат, заборавив како, Валентијан се вика, тој го назначува Кајафа да биде првосвештеник, бидејќи веќе претходникот Ананија бил премногу корумпиран. Така да, од време на време римските управители ги менувале
првосвещениското незадоволство станувало големо од народот. А инаку пак Ананија, претходниот првосвещеник, бил дедо или таст на Кајафа. Имал 5 сина Ананија и сите 5 биле високи свештеници во храмовата хиерархија и кога веќе требало се направи замена, оставиле неговиот зет Кајафа 18 година и тој веќе 15 години бил првосвещеник кога се случува овој настан овдека. И останал до 36 година, тој 18 години останал првосвещеник, што значи дека многу добро играл со римската власт. Човек на конформизам, на опортунизам и така, на можности. Опишен е како ладнокрвен циник. Тоа е и груб, арогантен човек, тоа се гледа овдека, во обраќањето кон луѓето, во својство на првосвещеник. Тоа е нешто како, ако Синедрионот е и политичко тело, тоа е како премиерот во тоа време. Се обраќа и вели, вие ништо не знаете, нити размислувате. Тоа, имате ли мозок по главите? Кај ви се мозоците, кај ги чувате? Така се обраќа, грубо. Има решение? Има решение. Зашто поарно тој да умре, отколку народот, отколку ние да ја загубиме власта, народот да го загуби. Тоа е, Валерий Гратис, Валерий Гратис беше претходниот римски управник. Еве какво, би нудам јас решение. Решението е едноставно, вас не ви текнува. Ама тие тоа решение и претходно го носеа да го убијат. Не е нешто ново. Ама се треба да направиме нешто многу по-така сериозно. И тоа во интерес на кого? Во интерес на народот. Подобро е еден да пропадне, отколку народот. Кој ќе мисли на народот, ако не ние? Не, звучи познато, од секогаш народот, заради народот. Народот е најважен. Грижа кон народот, уствари тука очигледно нашето место, нашата позиција. Гола прагма и ништо друго. Личниот опстанок. И колку да не изгледа тоа вака во еден таков контекст, каде што има различни фракции во Синедрионот, пишува се согласија да го убијат. Сите се согласија. И фарисеите, и садукеите. Едногласно решија да ќе го убиеме. Од такви прагматични причини, ништо чудно. Историјата е полна со случаеви кога луѓе, браќата се ги убивале, татковците, мајките, децата се ги убивале. Од такви прагматични причини, кога станува збор за привилегии и власт. И продолжува Јован, додава, боговдахнуван, и ова тој го рече сам од себе, не сам од себе, туку бидејќи како првосвещеник, она невисоката духовна позиција, прорече дека Исус ќе умре. Тоест, Бог му стави зборови во устата, без тој да биде воопшто свесен за тоа. Бог му стави зборови. И тоа на првосвещеникот. И за да виде тука иронијата уште поголема, Бог стави зборови во устата на првосвещеник кој е садукеј, кој не верува дека Бог ги контролира зборовите на човекот. И тоа веќе врвот на абсурдот. Пророкуваше Божји зборови, иако не веруваше дека има пророштва. Го отфрлаше Божјиот суверенитет и целосно беше под тој Божји суверенитет. Дури неговите зборови беа водени од Божја контрола, Божјиот суверенитет. И тука додава Јован дека тој беше првосвещеник таа година, да го потенцира токму тој момент, како првосвещеник и кажа тие работи. Вистинска иронија. Многу се такви примерите кога луѓето не знаат ниту дека се водени од Бог, кога живеат вистини. Подоцна, истите тие луѓе кои ќе застанат под крстот, а таму исто пак Понтиј Пилат ќе напише царот јудејски за да ги смее јудеите, а ја кажа вистината, па истите тие стојки доли и наблюдувајќи екзекуцијата ќе кажат, други спаси не може самиот да се спаси. Па тоа е вистината, дека Христос, за да не спаси нас, тој требаше да погине.
Зашто ако себе си се спасеше, ние ќе останавме неспасени. Така да овдека Кајафа открива и намената на Христовата жртва и обемот, не само и обем. Тој говори цело време за народот. За народот тој треба да умре. И кога говори за народот, тој го користи тоа зборче кој се има во предвид Божиот народ. Без да знае дека со тоа всушност го вклучува Божиот народ. Бог отиде на крстот да биде нашата жртва за Божиот народ. Да го собере Божиот народ кој не е само етничкиот Израел, туку распрснатите деца. Сите да ги собере во Божјото семејство. Заменичка жртва. Христос умре како замена за нашите греови. И така почнува Евангелието. Јагнето Божие кој го зема на себе гревот на светот. Со гревот го зеде Божиот гнев, Божјата осуда на наше место. За нам да ни биде дадена Божјата праведност. За ние да бидеме објавени како праведни, оправдани пред Бог. За да бидеме ние доведени во Божјото семејство. Не знаејќи откри таа вистина и колку тоа дело на Христос е обемно, офаќа безбројни негови деца из целата историја на човештвото. Бог го претвори советот на Кајафа за убиство во пророштво за живот. Бог може и загаден поток да претвори во чиста вода. И од тој ден пишува со согласија да го убијат. Нели? Но, тоа таа така сметка без крчма. Да, на крајот и ќе стигнат до тој чин, меѓутоа не бидејќи тие тоа го планираат, бидејќи тоа е Божјата воља. Христос се повлече во Ефрат, близу до кој граничи со пустината, во еден меѓупериод кога почнуваат веќе да се собираат луѓето од провинциите, од римските провинции во Ерусалим, за да се очистат. Зашто тој ритуално очистување на евреите кои доаѓаат од пагански земји продолжува, трае малку подолго време, принесуваат жртви и чекаат, нели, да помине тој период на очистување. Затоа они кои сакале на Пасха да бидат во храмот, да присуствуваат на богослужба, требало претходно да поминат ритуално очистување. Затоа доаѓале порано, да ги принесат тие жртви на очистување, да го поминат тој ритуал и потоа да учествуваат во принесувањето на жртвите на Пасха. И многу луѓе дошли, ке видим во 12 глава, и има и елини кои се таму, богобојазливи луѓе кои биле привлечени од верата на јудеите, од јудеизмот. И основниот коментар или основната тема која се води е Христос. Тој не е таму, меѓутоа дискутираат. Ке дојде ли? Има, зашто фарисеите се согласија да го убијат, тоест веќе е донесена смртната пресуда. Тој стапнали во Ерусалим, ке треба да биде. Како ќе заврши тоа? А ќе видиме дека го чекат, го очекуваат да дојде како цар, како оној што ќе го воспостави царството на евреите и ќе царува заедно со нив целата земја. А пак власта не е согласна со него. И тоа е еден многу така деликатен момент. Како ќе заврши тоа? Кој ќе победи? Има една неизвестност. Може да се предпоставиме какви дебати се воделе тогаш, како што меѓу другото и денес се водат, кога има неизвест како ќе заврши денешниот ден, кој ќе освои Центар, кој ќе освои Карпош. Така имало очекувања. Тоа е главната тема. И затоа не чуди, не треба да не чуди, кога доаѓа веќе цветници и неговото влегување во Ерусалим, еден таков дочек. Зошто ти воопште прашуваат сега кога е објавена смртната пресуда, ќе дојде ли воопшто? Зошто тој нема да може така лесно да ја земе власта, нема да му ја дадат овие во Синедрионот,
Тие се власт во моментот. Кој си ја дава својата власт? Тешко се симнува власта на оние што ја држат во рацете. И наеднаш се појавува Христос. Доаѓа. И е пречекан како со голема надеж. Еве го. Се осмели, дојде, осана на висините. Давидовиот син дојде. Да, и тој ќе дојде, како што, нели, очекува фарисеите и остваря својата намена. Да, го фатија и го распнаа кога дојде неговиот час, кога тоа беше волјата на Бог да се направи. Некога сакаа фарисеите. Меѓутоа, каква беше последицата од сето тоа? Каков резултат донесе тоа прагматично решение на фарисеите? Тоест на Синедрионот, не само и седукеите, дури тие биле во мнозинство. Каков резултат донесе? Се роди црквата и во цел Ерусалим се расшири учењето на Христос. Нема, представете си, 3000 луѓе поверувале во еден, само, предпоставам, само мажи. Веројатно. И тие се собираа секој ден. Немало улица во Ерусалим каде што немало група христијани кои се собирали да го крши лебот. Да, јудеите се обидуваат тоа да го прекинат, го убиваат Стефан, меѓутоа после тоа убиство најголемиот противник, еден фарисеј млад, поверува. И од тука почнува и ширењето надвор на Евангелието. Што се случува? 40 на години подоцна веќе нема Синедрион. Нема Синедрион. А делото на Христос продолжува да расте. Тој револуционерен, така да кажем, набој од кој се плашат овие во Синедрионот, не успеа да го спречат. 70 години се случува тоа востание на зелотите, кое е во крв задушено од Веспасијан и храмот е расторен, кога веќе нема храм, нема Синедрион. Крај, толку е. Тоа се случи оно од што се плаше, ке не го земат местото. Им го земаа местото. Дојда римјаните, го срушија храмот, го грабија градот, убија многу луѓе избегаа, многу луѓе беа земени во робство. И веќе 130-те години, 120-30 години, Адриан целосно, во еден друг бунт, целосно го уништи градот и нов град се изгради таму посветен на Јупитер, со храм на Јупитер. Да, и потоа римјаните од чисто прагматични причини сакаат да го, кога веќе престана евреите да ги гонат христијаните, почнаа римјаните како институција, како власт, зашто се плашат дека тие ќе ме разрушат империјата. И со секој гонење, движењето на христијанството станува уште посилно. Тоа е кога од прагматични причини се обидуваме да се спротивставиме на вистината. Тоест, взимаме решение за Бог, за вистината, тргнувајќи од своите интереси. На крајот се руши. Се она што сме го правиле, се руши. Се она што сакаат да задржат, изгубија. Најжалосно ги изгубија душите во пеколот. И се она на кое што се надеваа на земјата. Така завршува животот на човек кој се води од прагматизмот. И, впрочем, зашто луѓето денес, која е основната причина пред која отфрлаат да се покорат на Бог, да го прифатат Христос како спасител? Токму тој е прагматизам. Ако јас поверувам во Христос, јас ќе ги загубам нештата, ќе ги пропуштам можностите, опортуните можности во животот, кои можам јас да си ги изберам, јас да решавам за нив. А Христос вели, дојдов да дадам живот во изобилство. Па тие фарисеи, тој Синедрион, ќе има многу поголеми можности во Божјото царство, ако тие може да кажат Божји зборови како противници на Бог, колку повеќе можности ги има за служба на Бог ако беа неговите служители. Ако го следе него, ако се води од вистината. Така да, може би некој нели слуша, ако
тој опортунитет, таа прагма те држи далеко од Бог, плашејќи се дека ако го даде животот во раците на Христос, ќе ги загубиш можностите во животот. Не, Бог дава многу повеќе можности, отколку што ние можеме самите да си ги подготвиме во животот, самите да си ги обезбедиме. Христос не вети изобилен живот. Неразумно е, глупаво е да мислиме дека Христос ќе ни го зема најдоброто во животот. Ќе останеме. Не, напротив, тој ќе ни го даде најдоброто. Го заврши делото на спасение и ги повикува да дојдат грешниците кај него. И таму да го најдат животот во изобилие. Затоа да не живееме како што фарисеите и садукеите живееа, гледајќи со физичките очи. Го гледаа храмот и гледаа земните можности кои ги нуди храмот, службата, и не може да видат ништо подалеку тоа. Заслепени во нивната себичност, во нивната телесност, заслепени во нивната гревност. Ако Бог проговори низ еден злобен првосвештеник, кој беше противник, колку повеќе ќе направи преку оние кои се негови. Колку повеќе можности ќе даде на оние кои верно му служат. Нека Бог ни помогне навистина да го правиме тоа. Да живееме вистински живот, кога решаваме во ситуациите секојдневно, не да взимаме решение од нашите, гледајќи нашите можности човечки, нашите интереси, туку следејќи вистината, зашто вистината, таа не може да биде промената, таа не може да биде убиена, но вистината или ќе го гради нашиот живот, ако се сообразиме со неа, или ќе го уништи нашиот живот, ако се спротивставиме на неа. Во случајот, животот на тие луѓе беше уништен од вистината, зашто вистината на крајот на Христа секогаш победува. Таа е поважна од прагмата. Секој жртвување на Христос за наши интереси на крајот е пагубно. Или ќе го градиме животот на Божјата вистина, или ќе го рушиме во измамата. Тоа беше судбината на Кајафа, судбината тоа на многу луѓе, големи секакви во историјата на човештвото. Нека Бог ни помага во тоа, да го следиме Христос. А тој на крстот, како што самиот Кајафа прорече, отиде таму за да ние не бидеме подложени на Божиот гнев. Тој се подложи на Божиот суд за да не бидеме избавени. И сите можности што ги имаме во животот, во него, се резултат на таа жртва. Денес ќе се подсетиме на Христовата жртва, ќе земеме Господова трпеза, подсетувајќи се на што должиме, кому должиме, кое дело не задолжува за се она што го имаме во животот. Нашето е да живееме со вера во тоа, во послушност и покорност, и така да го водиме, така да го живееме нашиот живот, водени единствено од вистината. А таа секогаш ќе не води, а Христос е вистината, секогаш ќе не води во уште подобри и подобри можности. Секако, Христос не ги учеше своите ученици, не ги поучуваше своите ученици како забавно да живеат, како да имаат пријатен живот, но ги учеше на живот во вистината кој отвараше бескрајни духовни можности. Живот во изобилство. Господ да не води и сега во овој чин на взимање на Господна вечера и Светиот Дух, ова слово кое го проучуваме, да го оживе во нас и навистина да живееме во вистината. Не водени од себичните земни интереси. Таа борба во нас ќе е постојана.
Христос на крстот, кај што се распна, не повикува заедно со Него да се сораспнеме во вера. Да умира она што сме го наследиле од Адам, кој е грешно, кој води кон пропаст, и Духот во нас, кој не обновува, кој не оживотворува, кој не преобразува Христовиот лик. Таму на крстот, вели Павле, и јас се сораснат, и таму сум сораснат, таму умирам секојдневно за себе, за да живеам за Бог. Нека Бог ни помага да го осознаваме се повеќе тоа и да го живееме со вера. Амин. Ајде да се молиме сега. Татко Небесен, ние те благодариме за овие вистини кои што ги откриваш преку Твоето Слово. Ти благодариме, Господи, за тоа што ни го даваш, еве и овој случај со тие луѓе таму кои што се бунтувале против Тебе. Меѓутоа тоа е и нашата реалност многу пати. Водени од сосема поинакви земни мотиви, се спротивставуваме на Твоите вистини. Избираме во што да бидеме послушни, избираме како да бидеме послушни, како нам ни одговара. И ние се молиме го, нека Светиот Дух да ни изобличува, ова Слово да ни изобличува, да не покорува, Господи, Твојот Дух пред Твојот ум. Да го имаме Твојот ум и да се сообразуваме со Твојот ум. Не, Господи, поматени од измамите на овој свет, но просветлени од Твоето Слово. Се молиме, Татко Небесен, помогни ни сега и преку овој чин во кој исполнуваме Твоја заповед, оставена кон нас, да си спомнуваме на Твојата смрт, Светиот Дух да действува и да не соедини уште по-длабоко со Твојата жртва на крстот. Тамо каде што е изработено нашето спасение, тамо каде што ни е даден новиот живот, тамо каде што имаме дел од Твојот народ. Се молиме, Господи, благослови го тоа што ќе го правиме, благослови послушноста со која што ќе дојдеме пред Тебе и действај преку Духот во нас. Се молиме, Господи, за нашата земја, која е, пред избор, секогаш, Господи, Ти даваш и такви можности да се покажат Твои луѓе, и јас се молам, тие кои што ќе управуваат, тие кои што ќе бидат избрани, да бидат поттикнати од Тебе на послушен живот. Не, Господи, како што сме гледале по политиката лични интереси, но во послушност пред Тебе, како Твои слуги, да го водат овој народ. Во Христовото име се молиме. Амин.